Во изминатиот период имаме разголена власт со сета своја немоќ и недостаток на демократски капацитет. Долг период оваа влада својата неспособност да испорача видливи подобрувања, важни за животите на граѓаните, го компензираше со оркестрирана кампања. Би рекол, наметнување на сеопшта психоза во општеството, дека следи процес на решавање на името, што објективно е долгогодишен спор и камен на сопнување, и дека на тој начин ќе се откочел процесот кон зачленување на нашата татковина во НАТО и Европската Унија. За таквиот превес и создадени очекувања дека ќе направи некаков си исчекор, владеачкото мнозинство си создаде алиби за сите неуспеси во реалниот живот, станувајќи влада за едно прашање. Но сведоци сме дека и на тоа прашање доживеа дебакл. Решението кое го донесе на маса е катастрофално по повеќе основи и неприфатливо, како за ВМРО ДПМН, така и за мнозинството граѓани. Но и покрај тоа, и покрај моите предупредувања, дека државата на овој начин ја турка во провалија и дека несомнено сето ова ќе заврши со огромен неуспех. Како што би рекол премиерот, тој реши да игра all in и на една карта. И овој процес, пред се поради начинот на кој го водеше, но и поради суштината на договореното, а тоа е, накратко сублимирано, промена на име и изгубен идентитет, се удри во зид и сега може само да се констатира дека договорот е мртов. А тој се удри во зид затоа што премиерот дејствуваше нечесно, нанесувајќи трајна штета за преговарачките позиции на Република Македонија, меѓу другото, туркајќи ја земјата и кон меѓународно бламирање. Договори договор без консензус, лажно ветувајќи дека ќе исполни нешто што не може да го исполни. Манипулирајќи ги и меѓународните партнери, меѓународната заедница, дека ова може да помине кај граѓаните. При тоа, организирајќи масовна медиумска кампања, која требаше да ги покрие сите слабости на договорот, кој народот не ги проволта. Се злоупотреби и евроатлантската аспирација, но народот свати дека на масата каде се носат одлуките не е дали ќе станеме членка на Европската Унија и НАТО алијансата, туку дали ќе се себе преименуваме, ќе ги преименуваме нашите деца и сите наши идни поколенија, при тоа ќе го загубиме трајно нашиот идентитет, без да добиеме никакви гаранции. И покрај притисоците, заканите, очигледните уцени, полнењето, брутално полнење на кутии, власта не успеа да ги изманипулира граѓаните, кои останаа свесни и трезвени и покажаа државотворност и одговорност кон својата земја на највисок степен. Тоа е нешто што на овие луѓе од владата им недостасува. Резултатот од референдумот, со сите своји аномалии и фалсификувања, покажува дека народот си ја одбрани и зачува својата татковина. Никако не може да се игнорира волјата на повеќе од 1.200.000 граѓани, кои беа против договорот, оние кои гласаа така или одлучија да абстинираат и на тој начин да го покажат своето несогласување. Власта, почитувани представници на медиумите и почитувани граѓани, е целосно делегитимирана. ЗАЕ веќе нема легитимитет и кредибилитет за позицијата што ја врши, затоа што неуспешниот референдум е и порака не само дека договорот не проаѓа, туку и дека криминалиите не смеат да продолжат. Исто како и аферите и милионските тендери во 4 очи, дека реалноста за еврата на вицето и тендерите на Ангјушев треба да престане, дека 5,3 милиони евра сделка за учебници на фирми блиски до власта не е општество
во кое што сакаме да живееме. Не е европско општество, општество во кое што имаме тендери за криминални иновации во милионски износи. Исто како и неостварените ветувања, како што се 500 евра просек плата, 100.000 денари за докторите, 500 километри автопат, поврат на ДДВ и каквити ли се не ветувања Зоран Заев изминатиот период даваше и презентираше пред македонската јавност. Народот испрати сериозна порака дека Зоран Заев не може да биде повеќе премиер и дека треба да се повлече. Овој договор не поминува првенствено не затоа што ВМРО ДПМН води некаков инает или дека поставува некакви непринципиелни барања. Туку власта треба да знае и да расчисти една за секогаш дека народот не го прифаќа. Ваква слепа улица во која не дотурка власта треба да се отвори, а Македонија да има излез. Не заради Заев, кој станува минато, туку заради иднината на целата држава. Нова криза ќе ја уништи и така кревката економија. А секој еден од вас знае дека со овие луѓе нема да биде подобро, туку напротив, ќе биде само полошо. Бизнисот ќе трпи, а сиромаштијата ќе се зголемува. За тоа има, почитувани граѓани, две опции. Првата веќе ја соопштив. Тоа се избори кои Зоран Заев ги најави, а ВМРО ДПМН ги прифати. И за кои да се случат, мора да има техничка пржинска влада. Содржински иста онаква каква што има СДСМ и Зоран Заев пред изборите во 2016 година. Затоа што потребно е да се создаде атмосфера на фер изборен процес, кој во овој момент, поради насилието од власта и узурпирањата моќ, ја немаме. Второто барање е јавен обвинител, кој е на предлог на опозицијата, како и собраниска комисија која ќе ги разгледа нерегуларностите при референдумскиот процес, за да истите не ни се повторат за време на предизборието и на самиот ден на гласање. Пред да ја споменам втората опција, сакам да напоменам пред македонската јавност, пред представниците на медиумите, дека власта непринципиелно, лажно ме обвинува веќе подолг период, дека сум барал и тајно преговарал некаква општа амнестија и на тој начин сака да ме девалвира мене лично, а и практично да ја дефокусира јавноста од сите нејзини криминали и незаконски дејства. Па измислува дека намерно сме го кочеле политизираното специјално јавно обвинителство, наводно така попречувајќи ја правдата. Па потоа ја надгради оваа теза, дека наводно поддршката од пратениците за договорот сум ја условувал со некакво барање за некаква амнестија. Ја користам оваа прилика пред македонската јавност, пред представниците на медиумите, да го кажам следното. Влегов во политиката да му служам на народот и поради тоа да создавам и градам за народот, но и да се борам против криминалот и корупцијата, која долги години го разјадува нашето општество, а чија кулминација достигнува сега во овие моменти. Ниту сум условувал, ниту сум уценувал било кого, затоа што сите пратеници, исто како и владата, имаа должност да ја следат волјата на граѓаните, изразена на референдум. Референдумот е волјата на народот. Во таа насока, втората опција која ја нудам е господинот Зоран Заев веднаш да се откаже од договорот и потоа ајде на избори, па народот одлучи. При тоа, ВМРО ДПМН после изборите ќе поддржи создавање на нова обвинителска институција
за сузбивање на организираниот криминал и корупција, веднаш по завршување на работата на постојното политизирано специјално јавно обвинителство. Но овој пат, професионализирано и водено од јавен обвинител, кој ќе дојде по пат на консензус на партиите, кој вистински ќе се бори против криминалот и кој ќе работи на случаите отворени од постојното специјално јавно обвинителство. А воедно ќе има и можност и да ги доиспита и анализира незаконски прибавените снимани материјали, за кои се тврдеше дека поради кусиот мандат не се доиспитани. Но и воедно ќе го изанализира и испита периодот на работење на актуелната влада и сите афери и сомнежи за криминал поврзани со актуелната влада, вклучително и нерегуларностите произлезени од референдумското изјаснување, но и сите оние материјали кои што се дел од незаконски стекнатите прислушкувани материјали, а кои што се однесуваат на Зоран Заев и СДСМ. Затоа стојам овде пред македонската јавност, пред граѓаните на Република Македонија и велам: ајде да ставиме крај на сомнежите за криминал, корупција, една за секогаш во оваа држава. Ајде вистински да го осудиме криминалот каде тој ќе се докаже. Еве шанса да докаже оваа влада дека вистински се бори против криминалот. Наместо заштитник, дојдете од другата страна и станете противник на криминалот. Ако немате што да криете, заштитите незаконски, тогаш поддржете го предлогот кој го нудам. Има излез. И да ставиме крај на сите сомневања за сторен криминал. Наместо прогони, вистинска правда. Нудам излез од кризата. Напуштање на договорот, осуда на криминалот и правда за секој еден граѓанин во оваа држава. Тоа и треба на Македонија. На Македонија не е потребна нова криза. На Македонија е потребен напредок и победа. А Македонија ќе победи. Народот ќе победи. Само со чесен, искрен и принципиелен пристап. ВМРО ДПМН останува со народот. И ВМРО ДПМН ќе победува заедно со народот.